Храбро буквите ги редал во мракот. Тој знаел, народот сакал, Македонију да извика јако. Затоа, која уста да ја искаже сладоста на неговото учење, а кој јазик ќе може да ги каже неговите подвизи и трудот и добрината на неговиот живот. Денеска на символичен начин се чествуваше празникот Свети Кирил и Методи, кој што е значен за македонскиот народ. Благодарејќи на нивната моќ, можеме да осознаеме, препознаеме и истото знаење да го пренесуваме на генерациите кои допрва доаѓаат. Во овој ден се содржат и историското, епохалното, културолошкото и епохалното значење, како за Европа, така и за Македонија. А со делот од нивниот ученик Црноризец Храбар описменех, за секогаш се овековичи нивното постоење. Со своето перо, светите браќа го создадоа најмокното оружје меѓу луѓето. Светлина за слепите, звук за глувите. Ним им ја должиме писменоста, бидејќи тие ни ја дадоа моќта да осознаеме, да препознаеме, да образуваме и знаеме и да го пренесеме знаењето како аманет на нашите идни поколенија македонци. Затоа овој ден го посветуваме на нив на светите Кирил и Методи, кои имаат извонредно историско, културолошко и епохално просветителско значење за Европа, но и за нашата Македонија. А панонските легенди, Климентовите житија, како и делото на еден од нивните ученици Црноризец Храбар, описменех, за секогаш го овековечија постоењето на двајцата мислители, нашите словенски просветители. Сијанците, ерменците, арабјаните, хазарите и другите народи го проповедаат Словото Божие на свој јазик. И дека е незамисливо, дури апсурдно тоа да се прави на јазик кој е неразбирлив за верниците. Колку е извонредно важна и суштинска мисијата на светите браќа, говори фактот што денес тие се патрони на Европа. Признание е потврдено од Ватикан со цел да се потенцира нивното значење за единството на европските народи, чие културолошко мото е единствени во различноста, а впрочем, во таквиот космополитизам е есенцијалната заложба и на Кирил и Методи. За тоа колку е важна нивната мисија, говори фактот што тие денес се патрони на Европа. Културолошкото мото, кое гласи единствени во различноста, всушност во себе ја содржи есенцијалната заложба на Кирил и Методи. Посебен карактер настанот доби благодарејќи на литературното читање на учениците од основното општинско училиште Димитар Влахов од Штип. Исто така, присуствува градоначалникот на општината, представници на локалната самоуправа, представници на армијата на Република Македонија, представници на полицијата и представници од Советот на борците.